Онака... Не е во сала, не му се обраќа, не е во сала. Ворете. Ворете. На колегата Бастри, ворете. Ке ми го вратите времево, не ни почнав. Ево. Вратете ми го времето. Го слушав колегата Бастри и ќе го прашам дали знае што е најтажно во целава приказна. Онака како што ги третирале нив, како коалициони партнери, така го третираат и народот. По потреба, додека им треба. Додека им беше потребна поддршката, го лажија народот и му велеа блескаме, а потоа го заборавија и го фрлија во мрак и беда. Овие не ги интересира никаква статистика, колега. За нив се е математика. Одлично прашање им поставивте кога ги прашавте кога лажеле. Пред да ве надополнам со прашање да ви кажам, овие лажат секогаш. Овие лажат и во сон. Каква народна волја, колега? Само нивниот интерес е во прашање. Кој да работи за доброто на народот? Шалтерскиот работник на преведувачот кој стана милионер? Оној чија семејна фирма 4 години наводно работела со загуба, а купи имот од половина милион евра? Народот веќе не живее, туку преживува. На едно 4-члено семејство во јануари му биле потребни над 50.000 денари за минимални месечни трошоци. Ама како да разберат владиниве милионери што значат 18.000 денари, од кои најмалку 10.000 денари одат за сметки? Со минималната плата во Македонија, знаете каков живот имаат граѓаните? Крпен живот. Ако им беше до државата, денес, наместо да прават пазар, ќе беа растрчани да гонат криминал, да водат одлучна борба со сивата економија и против корупцијата. Ако им беше до државата, денес ќе правеа чаре да се доближиме до ЕУ, од која секоја секунда сме се подалеку. Ама наместо тоа, тие денес разрешуваат без да образложат зошто, назначуваат исто така без да кажат зошто. Во секој сегмент имаме најлоши економски резултати и тоа мора да го смениме, колега. Веќе и сидрото што ќе не влечеше напред му исчезна трагата, а бројчаникот на Триумфална експлодира од сите тајни имоти, од броила, од хациенди, од милионски тендери. Затоа се нервозни, затоа што кога и да е, кај да е, ќе мора да се соочат со реалноста и да одговараат. Сите до еден. Тогаш, кога ќе ги испратиме на темната страна од минатото, дури тогаш ќе имаме светла иднина.